Ова зголемување, па нека е за 500 денари, особено ќе го погоди буџетот на работничките семејства кои со минималната плата од 24.000 денари одва и преживуваат. Во градинка одат деца, чии што родители треба да донесат потврди дека се во редовен работен однос. Значи тоа се сите деца на родители кои што се вработени, на кои што ваквото покачување не им, мислам дека не има никаков проблем, со оглед на тоа што и сами кажевте, цената не е зголемена повеќе од 20 години. Ме интересира, мислам, тука е почитуваната директорка, ме интересира кои семејства се ослободени од плаќање на надомест за престој на децата во градинка. Ромската популација е ослободена од плаќање партиципација во детските градинки во Република Македонија. Јас ви предлагам вам како директорка заедно со управниот одбор да седнете и малку да разгледате кои категории, односно кои семејства би можеле да бидат ослободени. Можам да ви дадам предлог: самохраните родители, понатака семејства од кои едниот родител е вработен до износ на минимална плата. За самохрани родители, ево директорката е тука, нека направи, ќе достави кај мене список колку случаи имаме такви и кога ќе планираме буџет за субвенционирање на граѓаните за сметките, да речеме, за јавни услуги или јавните предпријатија, може следно да го предвидиме и да ја предвидиме и услугата од градинката. Градинката представува социјална установа, не профитабилна установа, и ние треба да се стремиме кон, ајде може во овој момент не, но во иднина целосно ослободување од пресметка на тој износ за дневен престој на децата. За таа цел, јас и архивски, но и на седница ево сега на оваа говорница, предлагам амандманот субвенционирање на 500 денари на секое дете таксативно, без исклучок, без да правам квалификација и категоризација на семејства. Доколку бевте толку добронамерен, овој амандман ќе го поднесевте следниот ден после примањето на материјалите за седница на Совет. Значи, ваквиот амандман не се прифаќа. Не е коректно степенот на мојата намера да се мери со периодот кога е поднесен овој амандман. Тоа е чиста формалност, дали сега или во рокот или дента кога сме ги примиле материјалите. Мојата намера е јасна, субвенционирање од, и пак ќе кажам, од социјален аспект како социјална мерка. Охрид е општина која што последна, можем да кажам, ја зголеми цената на услугите во градинката. И пак ќе повторам, не станува збор за некое драстично зголемување со оглед на тоа што знаеме дека цените на се пораснати, така да има потреба градинката и од покачување на оваа услуга. Дури не само што последна ја зголеми цената на услугите на градинката, туку и ние сме меѓу општините во кои што се уште се плаќа најнизок надоместок за услугата која што ја издава градинката. Имам информација која не ми е проверена, денови ќе ја проверам, во некоја од скопските општини знам дека се скрос ослободени. Ви благодарам.